Владата ги остави граѓаните и банките меѓусебно да се натегаат за одложување на ратите за кредитите. И банките ќе даваат понуди, но и должниците ќе можат да побараат променети услови. За сега ниту граѓаните, ниту фирмите се уште не знаат какви понуди ќе добијат. Дали ќе им се пролонгираат ратите за кредити на сите или само на некои? Какви понуди ќе добијат оние на кои им доцни платата еден месец, а какви оние кои веќе добиле отказ? Дали банките ќе пратат само една понуда следниот месец? Што ако некоја фирма сега е ликвидна и не добие понуда, а финансиската состојба и се влоши за неколку месеци? Граѓаните и фирмите се цели во прашалници. Бараат банките конкретно да кажат какви понуди ќе дадат и од што ќе зависат тие. Телефоните во синдикатите постојано звонат. Не е доволно објаснето во делот дали тоа ќе биде автоматски пролонгирање на кредитите од 3 месеци или ќе треба значи да се јавуваат доверителите во банките или ќе треба да се направи едно известување директно од владата и да се прецизира што точно и како ќе биде, затоа што постои опасност тоа што ние го добиваме или не прашуваат како синдикат, да се створи гужба и во експозиторите на банките. Фирмите со критики, додека во некои земји од регионот ратите за кредити се замрзнати 12 месеци за сите, нашите компании допрва треба да чекаат на понуди од банките, се жалат од текстилниот кластер. Треба да се следи примерот што е во Хрватска, во Словенија, во Албанија, каде што во периодот на криза, мислам дека тоа е во голем дел западни земји, каде што во периодот на криза се замрзнуваат сите обврски на граѓаните и на правните субјекти, за да не бидат дополнително оптеретени и дополнително изложени на можности од инфекции или ако одат да аплицираат. Уредбата за промената на кредитните услови владата ја донесе вчера вечер. Досега се знае дека граѓаните не треба да одат во филијалите на банките согласно препораките за заштита од COVID-19, туку да чекаат писмена понуда по SMS, имејл, објава на веб страниците на банките. Тоа ќе се случи откако секоја банка поединечно ќе донесе одлука на управен одбор. Од банките ветуваат дека тоа ќе го направат во најбрз можен рок. Од Македонската банкарска асоциација информираат дека изменување на условите ќе има онаму каде што банката сама ќе процени дека тоа е потребно и граѓаните и фирмите ќе можат да побараат од банките променети услови за кредитите. Досега се знае дека сите што ќе добијат понуда од банките треба да одговорат дали ја прифаќаат во рок од 10 дена. Ако граѓаните не ја одбијат, ќе се смета дека автоматски ја прифаќаат понудата. За компаниите пак е обратно. Ако не ја известат писмено или електронски банката дека ја прифаќаат понудата, по 10 дена ќе се смета дека ја одбиле. Банките ќе понудат повеќе варијанти: одложување или грес период на обврските, пролонгирање на подолг период, пониска камата или одобрување на нов кредит за рефинансирање на постоечкиот. Ова ќе важи за сите видови кредити, кредитни картички и одобрен минус.